Службата за итна помош е организирана у рамките на здравствениот дом во Скопје. Имаат во овој момент вкупно 9 возила. Сите возила беа веднаш мобилизирани за време на непосредно после сообраќајната несреќа. 3 се упатија веднаш, а 5 од терен, практично од местото кај што извршуваа работни задачи. За рекордно време беа на лице место на настанот, за негде 14-15 на минути веќе беа во селото. Дојда дополнителен број на возила од медицинскиот центар и здравствениот дом Скопје, Тетово, се извинувам, 4, 2 од Гостивар. Понатаму 3 возила од болницата Систина со на наше барање и координација и 2 од приватната институција Невромедика. Во најкраток можен рок се спроведе тријажа, едно возило од итната медицинска помош каде што имаше тим за тријажа беше цело време таму и тој тим ја одредуваше приоритетноста на пациентите кои прв ќе се упати кон болницата, а овде веќе ги дочека спремен тим на лекари кои што дојдоа од дома и во овој делот за итен прием на пациенти најпрво правеа тријажата, понатаму дијагностиката и после тоа и третманот на пациентите. Ние пред неколку месеци распишавме и завршивме постапка за набавка на возила, веќе превршува рокот за испорака, така да во следните неколку недели возилата кои што ги набавивме, вкупно 12 на број, ќе бидат распределени најмногу во здравствениот дом во Скопје, а понатаму според потреба и во останатите здравствени домови низ држава. Министр, вчера се создаде забуна, дали се 14, починати или 15? Починати се 14 лица.